Православна ризница на Канал 8. Добро вечер. Прародителите со својот слободен избор, а наговорени од ѓаволот кој отпаднал од Бога уште пред создавањето на материјалниот свет, јадејќи од забранетиот плод, одлучиле да бидат без Бога. Како последица на тоа, лишени од благодата Божја, смртта добила власт над нив. Така настанал првородниот грев, од кој луѓето се ослободуваат само преку светата тајна крштение и покаяние. За првородниот грев зборуваме вечерва во емисијата Православна ризница со ѓакон Димитар Арсовски од Православниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓе во Кочани. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Кажав јас убаво во најавата дека ќе разговараме за првородниот грев, тоа е гревот на Адам и Ева со кој отпаднале од Бога. Да објасниме, ѓакон Арсовски, што се подразбира под првороден грев и кое е неговото значење за човештвото? Видите, во првородниот грев, целиот тој настан што се случил како едно отпаѓање на човештвото од Бога, е опишен во третата глава од првата книга на Мојсеева и ова представува завршување на онаа фаза каде што Бог го создава светот и човекот, па се до отпаѓањето. А како што напоменам, во третата глава е опишено подетално што се случило. Јас ќе го повторам, ќе го парафразирам напишаното. Значи кажано е дека буквално демонот, во негова форма туку искористувајќи го змијата, и се доближува на Нева и почнува да изборува, да разобедува да вкуси од забранетиот плод. Ева, наговорена, го прифаќа предлогот на сатаната, вкусува од забранетиот плод и дава од плодот на Адам. А она што е интересно е тоа што буквално овде е всушност востановена институцијата пост. Значи, со самото таа наредба, заповед, како да кажеме, Бог што им ја дал на нашите прародители, не јадете од тоа и тоа дрво, всушност е востановен постот, бидејќи се на некој начин се забранува вкусување на одредена храна, но главната цел на постот, како што денес ние, како што учи црквата и ние проповедаме, не е воздржувањето од храна, туку пред се послушанието. Значи овде буквално се работи за послушание, односно кое тие не го исполниле. Кое што тие не го исполниле. И последиците на првородниот грев, односно отстапување, разделување со Бога, значи отуѓување, се случила на алиенација. Значи луѓето веќе не живеат во таа првобитна заедница со Бога, значи во рајот. Во претходната емисија спомнавме дека рајот и пеколот не се како она што ни е представено, дека буквално грешниците се мачат во катран, а додека праведниците не знам како живеат. Значи тоа го разјаснивме и буквално луѓето со самиот престап се отуѓуваат и веќе не се во таа заедница со Бога. Значи овде буквално после овој чин човечката природа се променила, дури самите животни почнале да го препознаваат гревопадот. Исто така во претходната емисија кажавме дека додека биле во рајот, нашите прародители живееле во една прекрасна хармонија, во една прекрасна заедница дури со животните, но откако луѓето отпаднале од таа заедница со Бога и животните почнале да се плашат од нив, значи буквално меѓу нив, како што многумина современи теолози велат, буквално како човечкиот род да бил инфекциран, како првородниот грев го доживуваат како sui generis, како една генетска инфекција која што се преминува од колено на колено. Знаете исто како што има некои болести кои што се наследи и се пренесуваат од се генетски, исто така и првородниот грев има таа форма на генетска инфекција која што со самото, според учењето на православната догматика, со самото раѓање на одредена личност, таа се раѓа со првородниот грев, за кој што Бог буквално по неговата премудрост и по неговата милост има дадено лек
а тој лек е нели светата тајна крштение. Така, добро, тука и покрајанието ќе кажеме и подоцна како треба да се избавиме од тој првороден грев. Споменав во најавата забранетиот плод. За каков плод се работи? Дали јаболката како што е опишана во книгите? Ова е интересно прашање кое што нели да речеме не е. Затоа што некаде пишува дека е јаболка, така. Многумина верници, па да речеме и научници се занимаваат со тоа прашање кое што реално не ни е потребно за нашето спасение, нема апсолутно никакво значење, но сепак е да буквално интересно. Нели од темелејки се на ренесансата како уметност во ренесансните уметнички нели ликовни дела, каде што се изобразуваат нашите прародители Адам и Ева, односно нели моментот кога Ева го кине плодот е изобразено е нацртано јаболко. Плод за кој што нели немаме никаков библиски доказ или некој библиски момент кој што би не поттикнал да размислуваме дека тоа е јаболко, но нели под влијание на западната култура многумина мислат, па дури нели луѓето кои што не се запознаени добро со православната традиција и православното учење, кога зборуваат нели за овој момент, зборуваат дека станува збор за јаболко, но всушност не. Имам сретнано еден податок од еден отец, ако не се лажам, мислам дека беше светиот Иринеј Лионски, но не сум потполно сигурен, кој во едно негово дело, нели зборувајќи за, како се вели, за колку време нели луѓето живееле во рајот, каков бил начинот, каков бил и плодот од кој нели како било дрвото кое што било забрането, тој мисли, но нели не тврди, негово мислење дека тоа било смоквата, бидејќи нели во Библијата е напишано дека нели по самиот чин на гревопадот Адам и Ева се ги скрили нели своите органи со листови од смоква, па така темелејќи се на тој податок, светиот вели дека бидејќи вкусиле од смоквата и затоа искинале, нели смоквата била најблизу до нив, и затоа скинале листови од смоква, а како уште поголема подкрепа е тоа што нели самиот Христос има еден момент во Новиот Завет ја проколнува смоквата и се мисли дека токму тоа е, но тоа податока говорат дека всушност било смоква, а не јаболка. Да, искрено ова со смоквата и за мене беше нов момент, бидејќи речиси сите свети оци кога зборуваат, нели црковни писатели за плодот на забранетиот плод, не мудруваат и не влегуваат во нели некои теории, туку мислат дека се претпоставува не, воопшто не е јаболката, повеќето зборуваат дека тоа е некакво ендемичен вид на дрво што постоел тогаш и нели по истерувањето од реот по гревопадот нели веќе го нема и ние го немаме видено. Но во некои книги е споменато јаболката, така ли? Да, значи тоа е под влијание на западната култура, пак ќе речем за време на Ренесансата, откако се изобразува по уметничките дела јаболката и е влезено. Значи нигде на ниту едно место не пишува дека е јаболка, но нели ова е во секој случај интересен податок кој што нема нели некакво значење за нашето спасение. Сето тоа што го пак ќе го кажам тоа дека сето оно што ни е потребно за спасение, што треба ние да го знаеме, Бог нели ни го дал, а сето оно што не треба да го знаеме и нели немаме полза за нели наше духовно надградување и спасение, сокриено и значи го прифаќаме како непотребно и буквално не навлегуваме во такви, не нурнуваме во некои длабини на да спознаваме некои работи кои што се скриени за нас. Вие споменавте во првото прашање дека ѓаволот ја наговорил Ева да касне од забранетиот плод, односно и да му даде на Адам. Зошто е одбрана Ева во овој случај? Знаете, многумина нели од сега можеме од женска линија прашање. Да, тоа ми беше Зошто Ева да биде таа која ќе биде грешна? Со феминизмот да овде гледаат некоја полова дискриминација. Ова е затоа што, знаете, Бог нели најпрво го создава Адам. Говорил лице во лице со Адам, значи нели кога зборуваме дека им давал имење на животните, му дадена таа власт да владе, значи Бог директно разговарал со Адам, додека Бог ја немал тој диалог со Ева. Значи
буквално во конкретниот случај. Може би и од тука, затоа што нема женски свештеници и се до тоа произлегува. Има ли поврзаност поради тоа? Да, па бидејќи нели како што Минатата емисија споминавме дел кога зборувавме за феминизмот. Да, зашто нема жени свештеници, но може би ова се поврзува со првата средба на Адам со Бог. Да, бидејќи нели Адам е првосоздаден. Така. И буквално нему му е дадена таа свештеничка благодат. Значи тој нели како што кажав ги благословува животните, им ги дава имењата, нели во времето пред да биде создадена. Ева, токму поради тоа една од причините не е дека нели целото свето писмо се темели дека Бог буквално заради ова само мајшите може да бидат свештеници, а жените не, бидејќи пак ќе кажам дека овде не се работи за дискриминација и антифеминизам, туку се работи за распределба на должностите, за нели ние да бидеме добри христијани. Жената си има друга улога во црквата, зборувам нели за црквата како не зборувам како нели објект, како храм, туку зборувам за заедница на луѓе кои што веруваат во Христос и нели се трудат и се уподобуваат и нели буквално се борат за своето спасение. Значи жената си има сосем друга улога, значи и овде можеме да го ставиме и мајчинството како свештена димензија која што има жената. Знаете, да, споменавме минатата емисија, така дека. Да, значи бидејќи жената била со самото мајчинство. Да се навратиме на темата. Тогаш бидејќи жената била нели го немала тој толку поблизок однос како што го имал Адам и Бога, со самото тоа била посклона кон грев, односно ѓаволот можел буквално лесно да манипулира со неа. И токму затоа, знаејќи дека Ева е послаба, видите, овде се работи за ѓаволот не ја прелажал, туку овде е направено нешто многу повеќе од лага, значи е искривоколчена вистината. Значи во Светото писмо, нели ќе парафразирам делот кога сатаната изборува Ева и нели вели Бог ви забранил да јадете од забранетиот плод, бидејќи нели во тој ден вие ќе ви се отворат очите, демек нели во смисла дека Бог ги заплашува. Значи тука со големо лукавство, со една голема лукавштина, многу подмукло демонот изборува на Ева, која што нели е посклона односно не склона, туку има како да кажеш, може да падне во грев, може би ѓаволот. Да, може да изманипулира. Да. И токму затоа и пристапува кон неа, бидејќи најверојатно демонот знаел, бидејќи буквално нели како што кажав, Бог и Адам разговарале в лице и сигурно Адам ќе се противил на нели понудата од демонот, и нели откако Ева била буквално прелажена, таа вкусила нели од забранетиот плод и му нели дала на Адам, зборувајќи некои свети оци нели за величието, за големата тајна на љубовта и за бракот, вела дека Адам не случајно ја послушал својата жена. Значи, ова се некои интересни мислења, некои нели велат дека Адам можел и да не вкуси, така ли? Да, точно дека можел и Ева да не вкуси, бидејќи најголемиот дар на луѓето кој што ни е даден од Бога е слободната волја. Така. Значи, Бог им дал слободна волја на нашите прародители. Токму и затоа го создава дрвото за да нели. Да. Токму така, значи може да остави на не нивна слободна волја. Така, но зашто Адам прифанал такво нешто? Токму тоа сакав да го кажам, некои свети оци зборувајќи за нели за бракот, за како една голема тајна, велат дека Адам свесно, значи не несостуку, свесно вкусува од плодот заради тоа што сакал да остане во заедница со Ева. Нели, зборувајќи нели за брачната љубов. Значи тоа како и да е, нели, и ова мислење светотечко, ако не го прифатиме како такво, во секој случај нели Адам по своја слободна волја излегува виновна, мажот излегува жртва заради жената. Малку е контрадикторно сето ова. Не дека од женска линија, нели сега кажувам, туку така е, жената паѓа во грев, а потоа го наговорува и Адам за да проба од забранетиот плод, и тука Адам заради жртва да остане со неа. Малку и така може да се свати. Да, па тоа ми беше поентата, значи дека буквално како љубов, тоа се случило како љубовна жртва. Нели,
Ваквото мислење само буквално мислење теологумена, значи мислење на одредена група на нели на отци, кое што не мораме ние да го прифатиме како такво, но сепак е интересен податок и нели станува тоа е всушност првата брачна жртва. Дали и тоа и до денеска треба да е така, може да биде жртва за жената? Апсолутно. Ние на секоја но не е така за жал. На секоја венчав како го читаме апостолот пред да се чита Евангелието, светот апостол Павле многу суштински проникнува во големината на тајната. И буквално вели: вие мажите сакајте ги жените своји како што и Христос ја засака црквата и како што се предаде себе си за неа. Зашто никој никогаш не го намрзал своето тело, туку го храни и го стопило како и Господ црквата. Овие зборови се суштински, значи доколку ние внимателно слушаме што се зборува нели на самата света тајна венчание, во кое што нели во молитвите кои што ги читат свештениците во Евангелието, посебно во апостолот, е содржана целата целиот темел, нели камен темелник на кој што треба да се гради буквално бракот. Значи во секој случај мажот нели треба да се грижи за својата жена, бидејќи знаеме после протерувањето нели од рајот Адам и Ева не се разделуваат по два различни патишта, туку одат заедно, нели се трудат без разлика што нели нивниот живот не бил ист како во она рајска заедница, да речеме, туку нели животот бил потежок, но сепак тие сите ги тргаат маките заедно. Да, буквално така, да. Мислам тоа е една праслика за како треба да изгледа еден брак. Так. Во еден дел од книгата Бог го повикува Адам и го прашува каде е. Ова дали не се коси со доматското учење дека Бог е присутен насекаде? Како можеме да го објасниме ова? Значи, нели како што сведочи Светото писмо, по вкусувањето на забранетиот плод, нашите родители се кријат од лицето Божјо. Так. Нели Бог буквално го повикува Адаме каде си, но овие зборови не треба да се сватат како Бог како да играле криенка дека Бог го барал, бидејќи нели догматиката е јасна дека Бог е секаде присутен и го гледал. Ова не е повик буквално за Адам кој што нели се скрил да излезе Бог да го види, туку ова прашање е поставено буквално во една духовна смисла и е прв повик за покаяние. Значи Бог нели ние во нашиот, да не речеме секојдневен говор со жаргони, кога нели се караме некој знаеме да прашаме каде се наоѓаш, ние го гледаме, но го прашуваме. Да, значи во духовна смисла е поставено, не е во телесна каде. Во духовна смисла буквално ово прашање би можело да се формулира каде си, што правиш, нели што направи. Да се освести. Да. Буквално да се освести, значи Бог доколку нашите прародители се одзвале на овој прв повик на покаяние, немало да бидат протерани од рајот. Значи доколку знаеме ние многумина од светители отпаднале од Бога, значи се откаже од Христа, па еви светиот апостол Петар знаеме дека дури 3 пати се откажал во краток временски интервал од Христос, но откако се покајал и буквално сокрушено го се покајал и нели плачејки, дури во преданието има запишано податок дека се до крајот на неговиот живот кога и да слушне Петел плачел и се сеќавал нели на Христовите зборови кога му рекол додека пропее Петел 3 пати ќе се одречеш од мене, тој плачел за својот грев. Значи доколку нашите прародители не почнале да се префрлаат вината еден на друг, нели како што е запишано во Светото писмо, Бог сигурно ќе им простил. Но што се случува, нели? Тие не го разбираат овој повик на покаяние, туку буквално Адам, сакајќи да се оправда, почува да обвинува жената. Вели, наместо да рече прости ни Господи за нашата слабост, или било како, на кој начин да повара прошка, тој вели жената што ми ја даде ти ме натера. Значи, буквално овде се раѓа тој синдром оправдување на гревот на некој начин, ја обвинува жената и така натаму, да. Тоа постои до ден денеска и обратно, жената мажот и мажот жената. Баш ме радува што го постави тоа прашање, бидејќи многу пати е поставено посебно од оние, да речеме, еретички
ајде ќе ги кажеме цркви или некои организации кои што нели бараат било каков начин само да го ја бараат ситницата во Библијата за да можат буквално, да најдат дека Бог не е присутен и така натаму и дека да не веруваат. Конкретно така. значи прашање кое што во духовен смисла кое што Бог го повикува Адам нели на преумување. Но доколку прашат свештеник, сигурно дека ќе му објасни и одговори на ваков начин како вие што објаснивте сега на гледачите. Сакам да го објасниме значењето на следниот стих. Тогаш им се отворија очите на обајцата и увидоа дека се голи. Вака пишува во писмото да објасниме зошто е тоа така. Значи, тие секако биле создадени нели голи. Така. Дури веќе како што е посведочено во писмото, откако паднале во грев, тие си ги Почна да се покриваат. да се така. ги покриваат репродуктивните органи. Работата е што нели додека биле во рајот, во таа заедница со Бога, Адам и Ева себе се гледале невино. Знаете како нивниот начин на гледање еден према друг бил невин, бил детски. Знаете, кога и ние нели ставиме буквално две дечиња мали од различен пол тие, а иако се од различен пол тие се невини, не се доживуваат нели како буквално еден со друг како сексуален објект. Значи се до моментот додека пред да паднат нели во грев, Адам и Ева се гледале невино или со вистинска искрена љубов, но откако веќе нели паднале во грев, почнале да се гледат и да се доживуваат како буквално како сексуален објект или како објект. Така и тука се појавил срамот, затоа и се покриваат. Да. Буквално затоа нели се покриваат за да ги покријат своите тела, бидејќи нели се до гревопадот, пак ќе повторам, тие не се доживувале така како што нели се доживеале Адам и Ева, па полека нели од колено на колено таквиот начин на доживување на нели маж и жена е да се доживуваме нели како на нашето доживување е еротско и нешто мисли се во еротска смисла. Така. Тоа објаснувањето на тој стих. Да, ќе објасниме и понатаму и други стихови. Од големо значење е стихот кој многу пати го сретнуваме во теолошките текстови. Ќе го цитирам. И ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот нејзин. Он ќе ти ја гази главата, а ти ќе го каснуваш во петата. Да го објасниме. Значи, овој стих е од суштинско значење во човековото спасение, бидејќи нели откако луѓето паднале во грев, Бог не ги оставил на цедило, туку напротив, веќе имал плани за нивно спасение. Овој стих во нели теолошката литература се нарекува протоевангелие. Прото значи прво, евангелие благовест, значи прва благовест, односно прво ветување дека нели од жена, како што буквално од жена нели дошол гревот, така и од жена ќе биде роден и спасителот и победителот на тој грев. Значи ова буквално е едно сведоштво, едно ветување на Бога на нашите прародители дека ќе биде ќе дојде на земјата спасител кој што ќе ги избави нели од гревот и од смртта. Значи тоа е буквално спасението се остварува преку ликот на нашиот Господ Исус Христос, кој што буквално просто зачудувачки таа Божја праведност, значи начинот на кој и самиот Христос делува. Еве, гревот доаѓа преку жена, спасението доаѓа преку жена, значи нашата пресвета владичица Богородица мајка го раѓа Христос на нели начин кој што ги замолкнува сите научници, значи невино го раѓа нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Гревот влегува преку дрво, буквално Христос се распнува на дрво, го распнува гревот, нели со самото негово спасението доаѓа во гревот и во преданието нели е запазен момент дека буквално чинот на гревопадот се случил во 6-тиот час по староевреско сметање на времето, што по денешно сметање тоа ќе е некаде околу пладне, значи некаде околу 12 часот, а тоа време исто така во времето нели кога се случил гревопадот, Христос се распнал. Значи буквално значи има совпаѓање на тие три работи апсолутно. Да. Апсолутно во секое Божјо действување се гледа неговата нели и премудрост и Божја справедливост. Значи овој стих како што кажав на еден символички начин кажано дека ќе дојде нели спасител, откако се родиле Каин и Јавел и првите деца на Адам и Ева, тие очекувале дека меѓу некој од тие деца е спасителот, но нели за жал не е меѓу нив, но нели откако знаеме
дека Христос се слегува во адот и ги повикува, го проповеда Евангелието, нели, и ги повика луѓето кон спасение, и токму на иконата на која што е изобразено, нели, воскресението, ја знаете иконата, нели, како Христос подава рака на двајца луѓе, на еден маж и на една жена. Мажот е нашиот прародител Адам, а нели жената е нашата прародителка Ева, која што, нели, после толку време конечно го видуваат Спасителот, нели, за и добиваат избавување од смртта, и нели нашиот Бог им, нели, дарува вечен живот. Всушност Христос го поправа она што Адам и Ева не може. Па затоа многу пати кога се зборува и со своето воскресение, со своето раѓање, апсолутно, многу пати, нели, црковните писатели кога зборуваат за Христос знаат да го именуваат и како нов Адам. Нели, човекот од кој што повторно започнува, нели, таа заедница ни е приближен, нели, Бог, буквално гревот е умртвен, буквално го опишуваат, нели, како нов Адам, како што од Адам почнал, нели, почетокот на човештвото во рајот, така и преку самиот Христос, нели, дека можеме ние да бидеме токму наследници на рајот, односно на Царството Божјо во но сепак Бог повторно остава на нашата слободна волја. Апсолутно. Тука ќе речем крштенијето дека е она преку која се избавуваме од првородниот грев. Но што е со покајанието? И преку покајанието и преку причеста, дали може да се после крштенијето, секако во гревови не. Секој греши во својот живот, а крштенијето на самиот почеток на животот, уште како беба, па сепак покајанието дека она кој не избавува од гревовите стекнати после крштенијето. Јасно. Значи, откако, нели, кажавме, мислам и на почетокот, дека првородниот грев станува наследен како една. Буквално се шири како една инфекција. Значи, секој бебенце се раѓа во тој грев. Да, со првородниот грев, апсолутно. А Бог по својата милост и премудрост дава еден начин, нели, на избавување од тој првороден грев, а тоа е светата тајна крштение, значи на еден символичен начин со буквално со потопување во вода, каде што, нели, символично се човекот чисти од символично, нели, со дејството на Бога се чисти од првородниот грев и станува, нели, член на живата православна црква, член, нели, на кој што вратите на спасението му се отворени. И сега, нели, откако, нели, човекот или бебето, личноста која што е крстена, се избавува од својот грев, во неговиот понатамошен живот, нели, искушуван од сатаната, кој што е непријател на се што е убаво, на се што е добро и пред се на голем, дури лут непријател на Божите угодници, луѓето кои што одат по тесниот, но, нели, спасоносен пат, нели, ги наговорува луѓето да буквално да грешат и да отстапуваат од Божјата, да и прекостат на Божјата волја, да не се држат до Божите закони и Божите патишта. Па затоа, нели, Бог ни го дали покајанието, нели, многу ми на свети оци велат дека не сме ние ангели да не грешиме, но не сме ни демони да не се каеме. Значи, човечки е да се греши, но човечки, нели, да се каеме, бидејќи Бог е семилостив и секој грев може да се прости, осим, нели, гревот на самоубиството. Па затоа ни е дадено покајанието како една спасоносна мерка за ние самите, нели, да си ги осознаваме гревовите, да ги исповедаме, нели, секој доколку има вистинско покаяние, кајнив за, нели, да се уподобуваме и да растеме во мерата на Христос, за, нели, откако ќе завршиме со земниот живот да отидеме во она заедница со Бога, буквално во, нели, во рајот. Значи Бог буквално ни сервирал се на тасно, само треба остава на нашата слободна волја дали ќе го прифатиме или не. Буквално е така, бидејќи, нели, секој зборуваме Бог е милостив, значи односот на кога сакаме да опишеме Божјата љубов кон нас луѓето, најлесно и најдостапно ни е да опишеме таа љубов како родителска. Многу голема грешка има кај нас луѓето, некои го доживуваме Бога во еден робовладетелски однос, дека, нели, ние треба да се плашиме, ајде нема да правиме зло, нема ќе правиме добро за, нели, да не одиме во пеколот. Значи тоа е апсолутно погрешно. Исто така некои го доживуваат Бога и наемнички. Ајде сега ќе се молиме, ќе постиме за Бог да ни даде, немам не знам што, здравје, пари. Значи ние треба пред се да го љубиме Бога. Нашиот однос кон Бога треба да биде синовски. Значи ние како негови деца да го сакаме нашиот родител, а нашиот родител како, нели, секој родител овде на земјата, многу повеќе ни возврати на нашата љубов. Значи
големата грешка кај нас луѓето е што ние не го сакаме Бога. Така, Го градиме малку се и односи оние. кои што нели го бараме патот на спасението преку некои други односи со Бога кои што нели не се, како што ви кажав, не се рабовладетелски, не треба да се немечки, туку буквално синески во љубовна заедница со Бога. И вие свештениците ќе признаете дека многумине се оние кои не веруваат во задгробен живот. Дека душата не оди ни во рајот, ни во пеклот и дека со смртта завршува се. Ова е долга тема на разговор, но сепак факт е тоа и вистина е дека е тоа така. Затоа што доаѓа тука сакаат да го оправдат гревот всушност, дека и да грешат и да не грешат, сепак рај и пекол нема и нема да отидат никаде после смрт. И тоа пак ќе речеме дело на слободната волја, значи така и некои учења така, нели, оние еретички учења и тие го прифаќаат таквото еретичко учење за да си го оправдаат гревот на некој начин. Видите, една од добро испланираните замки на демонот се да го излаже човекот дека Бог и демонот не постојат и дека автоматски не постои задгробениот живот. Значи буквално демонот е завршил својот. Така, и ако го прифати човекот нема зошто да не греши. Да, апсолутно. Затоа што нема да биде казнет. Нема потешки искушенија, ги има сите земни блага. Така. Нели, но него живее оној богоугоден живот кој што и успева на сатаната, успева кај повеќето луѓе. Значи, за жал. Наша должност е ние да ги учиме луѓето. А дали тие ќе го прифатат тоа или не? Сепак Бог остава на слободната волја. Бог остава на слободната волја. Исто така како што оставил и на Адам и Ева. Да. На слободната волја дали ќе пробат или не од забранетиот плод. Наистина така. Исто така и греф е да се мешаме ние да наметнуваме свои мисли, да нарушуваме слободната волја на луѓето, бидејќи Бог мисли дека не можел да создаде еден прекрасен свет, еден прекрасен космос, знаете. Луѓе ќе се раили, ќе биле безгрешни, но тогаш што би биле Адам и Ева? Ќе биле роботи. Значи ќе биле буквално програмирани, ќе правеле се, само немало да вкусуваат од дрвото на познанието. Тогаш буквално би биле програмирани како роботи, знаете, како Бог не би бил Бог на љубовта, Бог би бил демиург, значи уредувач, како буквално старите елини што го сметале Бога, дека Бог нели се меши во животот на луѓето да прават одредени животни потези за нели да дојде до некоја крајна цел. Што нели апсолутно се овде не би станувало збор за слободна волја. Луѓето би биле буквално шаховски фигури, како Бог би ги местил, така знаете, така би действувале, што апсолутно не е тогаш зашто Бог и би не создал. Знаете, тие се филозофски прашања на кои што треба време и време, знаете, да се даде одговор, но дали ќе се даде исто така. Ѓако Арсовски, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи да дојдете во Канал 8 да објасниме на оваа интересна тема. Доста прашуваат, вие кажавте така, нели? Затоа ја одбравме темата за прародителскиот или правородниот грев на Адам и Ева. Понатаму повторно ќе ни бидете гостини и ќе разговараме на вакви интересни теми. Да. Оваа тема е навистина блиска и се надевам дека ќе позборуваме една емисија ќе одвоиме за светата тајна крштение, која што несомнено поврзана со првородниот грев и нели да се објасни значењето и суштината на тајната, поврзаноста нели со првородниот грев и да. Малку начнавме, но сепак треба да се одвои цела емисија за да се објасни таквата света тајна. Се надевам дека нели нашата соработка ќе продолжи и ќе имаме време да ги опфатиме буквално сите теми, бидејќи богословието, теологијето е еден океан, буквално може да кажеме, кој што еве нели ги користиме медиумите за да доближиме религијата до луѓето, бидејќи многумина нели не познавајќи својата вера. Постарите луѓе задоени од нели тој комунистички систем и режим на владење овде немале можност за правилно осознавање на верата и буквално нашата религија е сведена на некои обреди, на нели да се отиде до гробишта, да се запали свеќи и мислиме дека религијата го учи само тоа и дека нели нашиот однос и долг кон Бога е завршен, што апсолутно не е така, бидејќи нели нашата православна вера изобилува со богата догматија, со богата догматика, со богата мистика, која што се надеваме нели ќе допре и до ушите на верниците. Благодарам уште еднаш. Благодарам.
Почитувани гледачи, тука завршуваме православна ризница. Разговаравме со ѓакон Димитар Арсовски за правородниот грев на нашите прародители Адам и Ева. Веќе следниот понеделник можам да ви го најавам митрополитот Брегалнички господин Иларион како наш гостин во православна ризница, а ќе зборуваме на доста интересни теми. Бидете со нас и следниот понеделник. Довидување.